Почитувани медиуми, почитувани граѓани, знаете дека владата го донесе на претходната владина седница планот за започнување на училишната 2020-2021. Тој истиот беше дискутиран со сите директори на основните и средните училишта. Денеска преку ЗЕЛС, заедно со председателот на ЗЕЛС и со сите градоначалници, исто така дискутиравме по планот, кој е начинот на подготовка на општините, училиштата, директорите за започнување на оваа учебна година. Дел од училиштата се подготвени за физичко, тие доставуваат барање за да ја започне школската година со физичко присуство согласно протоколите кои што ги предложи и ги усвоивме на влада Комисијата за заразни болести. Другите се подготвуваат за започнување со учење од далечина, зашто се креира една нова национална платформа за учење од далечина, која што ќе биде едноставна и која што сите професори ќе имаат и деца ќе имаат пристап до истата. Важно е да се каже дека сепак во планот има исклучоци и можности да имаме флексибилност и комбинираност на наставата, заради тоа што во некои моменти условите го наложуваат истото, во други моменти секако израствената состојба дали на наставниците или на децата има одредени критични моменти кои што треба да се имаат во предвид. И токму затоа ширината на овој план дава можност да тука со градоначалниците денеска разговараме за нивната подготвеност и дека сите заеднички и наставниците и стручните служби во училиштата, директорите, родителите и учениците заеднички можеме да создадеме една организација која што ќе значи квалитет на наставата и во вакви услови на пандемија, како што е училишната година 2020-2021. Секако дека ова е динамички процес кој што не нужно на истиот начин ќе се спроведува од самиот старт до крајот на училишната година, заради тоа што знаеме дека во дадени моменти можеби епидемиолошката слика ќе се менува и одлуките ќе се менуваат согласно укажувањето од Министерството за здравство. Сметам дека не треба да бидеме исклучиви во позициите или здравје или образование, туку треба да постигнеме еден однос помеѓу овие две права кои што ги имаат децата, тоа е да го заштитиме нивното здравје, воопшто и здравјето на населението, но од друга страна и да понудиме настава која што ќе тече и во оваа година, а која што секако ќе понуди квалитет. Токму затоа Бирото за развој на образование и подготвува на кој начин ќе се врши оценувањето со физичко присуство или валидацијата на стекнатите знаења и со онлайн и со физичко присуство. Ви благодарам. Денеска градоначалниците од нашата држава, Организација на ЗЕЛС и Министерството за образование имавме заедничка средба, тоест имаме и понатаму заедничка средба со Министерството за образование, господја Царовска, на која што разговараме за сериозно комплексно прашање. Тоа е успешен старт на учебната година во услови на пандемија. Велам комплексно затоа што не сите општини имаат еднакви услови за отпочнување на учебната година, што техничка, што епидемиолошка од една страна, од друга страна уште е покомплексно што внатре во самите општини не секаде се изедначени условите во училиштата со цел да можеме онака како што е донесен планот и програмата за отпочнување на училишната година на 1 октомври го исполниме во целост. Затоа што е вака комплексно прашање, мораме да ги разјасниме сите нејасноти кои што ни стојат нам како основачи на училиштето, за општините, од една страна и Министерството за образование, од друга страна како организатор на образовниот процес. И сето тоа во периодов кој што следи, бидејќи правиме по мене едни солидни договори, разговори, ќе следи мислам и добар договор со Министерството за образование со цел да во воредни услови најдеме доволно добро, не можеме да најдеме совршено решение, доволно добро решение за отпочнување на училишната година, а и исполнување на обврските од страна на општините кои што ги имаат, кои што пред се однесуваат на овозможување на почитување на протоколите како би го гарантирале здравјето пред се на децата, затоа што како што и напомена министерката Царовска, правото на здравје и правото на образование се едни паралелни и мора да ги вреднувате заедно и затоа мора во рамките на оние можности со кои што располагаме, изборуваме и материјални и технички можности како општини, да овозможиме оптимален старт на учебната година.